Добро. Јас пак се уште не можем да се разделам од петата глава. И денес повечно ќе завршам со неја. Шестата глава беше една убава дигресија за да се побие она погрешно мислење, кое што лесно може да се извлече. Да споменав Распутин, мјадата салата, кој што токму така и тврдал. Треба повеќе да се греши, за да има поголема благодат. И да го заведе дури царското семејство на Русија своевременно пред 100 години. Само затоа што па тие кутрите не читали Библија. За да знаат. Страшно нешто. Би сакал да споделам со вас еден цитат од Вагнер, кој што прв пат го цитирав, прв пат кај вас го цитирав јануари 2008 во малата сала, кога во зимски богослужение во малата сала, беше присутна една професорка по македонски јазик и литература, дали се сеќавате случајно на неја. Се викаше, се презиваше Пасенска. И која што многу саботи доаѓаше тогаш, таа година, јас еднаш ги посетив и негзе и керка и во нивниот дом. Некаде подолу живеа во Карпош 4, мислам беше. И не знам, многу се восхити од тие зборови на Вагнер, што сега ќе ги прочитаме уште еднаш. И многу ја привлече вистината тогаш. Секој сакаме една проповед каде што беше присутен еден албанец од Битпазар, брат Зоран, се сетим на него, бејќи тој порано доаѓал во црква уште во 80-те години. Авни. Да, така се викаше. И тој беше многу воодушевен од... Иако тоа беше на друга проповед, и тоа беше и януари 2009 година, но повторно во малата сала. Кои се зборови на Вагнер? Дали може да ги читате од тука? Ајде ги прочитаме. Ова е објавено во списанието Знаци на времето, кое што Вагнер беше главен уредник на тоа списание повеќе години пред Минеаполис, че во текот на 80-те години од 90-тиот век. И што е тука? Бебињата кои што не ја достигнале возраста на која што ќе може да разликуваат што е добро, а што лошо, се посебен предмет на Господовата милост. Заради заслугите на Христовата жртва, тие имаат удел во универзалниот откуп од смртта, која што е резултат на нивното потекло од Адам. Тие не можат да пострадаат со смртта, која што е казна за гревот, бидејќи тие немаат никаков личен грев. Што мисли за овие зборови? Според Вагнер, сите бебиња, да ги наречам бебиња, може и на поголема возраст, кои што се уште немаат лична одговорност за спасението, за гревот, иако си се раѓаат и си растат со грешна природа, со себична природа и така натаму. Значи, децата не се среци во обичајна смисла на зборовите. Сите ние уште од немали нозе ја манифестираме нашата себичност. Дека земете било кое дете, може би и најкроткото дете што го познавате, и кога би го наблюдувале доволно долго, кога тоа ќе се појави,
нещо што не подсетува на грешната природа. Тоа е сосем природно. Да, ние се раѓаме со грешното наследство од Адама. Ние се раѓаме со грешната природа на Адам. Но тука Августин, кога почитувам за многу други паметни мисли што ги има кажано, но тука е направил таа катастрофална грешка да рече дека бебињата го наследуваат Адамовиот грев во смисол што ако не бидат крстени, ако почнат особено во стари времења, кога медицината била слична на нашава партиска медицина, денес, од која што умираат и бебиња по скопските болници. Во стари времења, кога и смртноста на децата била голема, и навистина умирале многу бебиња. Многу бебиња се раѓале, па многу и умирале. Може би и ќе се сетите на некои ваши предци, ако тоа веќе не е дел од вашето искуство случајно. Може да се сетите, секој од вас сигурно ќе се сетите на некој дедо или баба кои што имале многу деца, а некои умреле. Значи, некои децата умирале. Многу деца се раѓале многу деца, многу детни биле семејствата, но некои и умирале. Како мали. И сега, значи, тоа била реалност. И ако детето не биде крстено, а умре, според таа теологија што следува? Да, следува пеко, дури вечни маки. Ајде да не изборуваме тие теми, но значи е загубено за вечност. Сосема спротивно, значи помножено со минус 1, представува Евангелието на Джон Вагнер, кое што според Ерна Вајт е истото, токму истото Евангелие, како и Павловото Евангелие, како и Христовото Евангелие. Според Вагнер, сите бебиња кои што умираат, без оглед дали се тоа муслиманчиња, еврејчиња, кинесчиња, јапончиња, па и овие од христијански семејства и народи. Сите тие се спасени. И знаете, лично сум сведок како многу адвентисти уште отпорно се сеќавам. Се сеќавам на проповедници кои што на тоа прашање дали бебињата се спасуваат. Или не биле сигурни, што е логично. Или сметале дека се спасуваат бебињата на оние што се верни родители. Нешто така. Или па бидете вие родителите, ако се загубиле дете, бидете вие родителите верни и детето ќе ви биде спасено и така натаму. Што мислиме на бебиња или на многу мали деца. Но никогаш не сум чул со сигурност да речат не сите бебиња се спаси. Сите бебиња ќе бидат спасени. Зашто Господ дозволил смрт на многу бебиња, на многу деца? Пример, пред 3 години Израел испотапа еден куп, израелската војска испотапа еден куп деца на палестинските араби во Газа. Имаше и многу грозни сцени на интернет. Да не зборуваме за разни други несреќи, за разни други ситуации во кои што гинат и мали деца. И многу еврејчиња за време Холокаустот, например, Втората светска војна, нацизмот и сите денешни злосторства што се прават. И денес се злосторствата на новиот светски поредок, на НАТО пактот, предизвикува смрт и меѓу другото и на многу мали дечиња.
сега имах еден сосед во Топалско поле кој што ме праша и гледал емисиите на Амазон, тоа беше 39 година, и ме праша, едно не можеше да свати, зашто Господ дозволува неправди, сега е много широко праша. Но посебно ме праша, ама за деца. Зашто за деца? Барем нив да ги сочува. Ги сочува? Тоа е радостната вест. Зошто сите бебиња кои што умреле на мала возраст ќе бидат спасени? Прво затоа што тие немаат никаков личен греф, како што тука читаме. Немаат вина. Ниту едно бебе не се раѓа виновно за Адамовиот или за татковиот или за дедовскиот или за било кој друг греф од фамилијата. Спротивно на Августиновата теологија. Потоа праша. Сам Бог рекол, пуштате ги децата, зашто имат такви царството небесно. Точно. Самиот Христос, значи, веќе покажал истото. И оно друго нешто, тоа беше скоро нели утренски стих, мјерта салта не беше. И оно понатаму што го кажа, зашто вистина ви велам, ако не се обратите, ако не го примете Царството Божие како дете, како децата што го примат, нема да влезете во него. Треба да го примеме како деца, со таа невинност, со таа простодушност, со таа доверба како што може да има само едно мало дете кон возлюбен родител и така натаму. Да се подсетиме на зборовите на апостол Павле од Римјаните 5 глава, каде што он со повеќе примери го правеше овој контраст, како што преку еден ова, преку еден и тоа другото. Преку еден влезе гревот, смртта, проклетството и преку еден дојде што? Ке ги повторам зборовите од 18 стих, бидејќи во 18 стих е Павле најјасен. Например, во 12 кажува истото, ама постои дилема како тоа треба да се толкува. Но во 18 е најјасен. Како што преку еден престап дојде осудувањето, осудата на сите луѓе. Значи, преку Адамовиот престап дојде осуда за целото човештво. И тука погреши Августин кога помисли дека со тоа сите луѓе се раѓаат виновни. И треба што поскоро да се крстат, значи, уште како најмали бебиња, да се крстат за да не бидат загубени. Преку еден престап, преку Адамовиот грев, дојде осудата за сите луѓе. Но така како што преку еден дојде осудата за сите луѓе, така преку праведното дело на еден, значи Христовото последно праведно дело, неговата смрт на крстот, од Адамовиот прв грев, дојде осудата за целото човештво. Ако Адам беше погубен заради својот грев, сите ние ги беха погубени во него. Немаше да постои човештвото. Но тоа не значи дека штом Господ дозволи да постои човештвото, штом даде милост да се раѓаат Адамови потомци, дека тие ја наследуваат вината за неговиот грев. Сите бевме осудени во Адама заради неговиот грев, но не наследуваме неговата вина. Така сите сме оправдани заради Христовата заслуга, но ние не сме заслужени. Како што не сме виновни за Адама, не сме ни заслужени за Христовото дело. Целата заслуга и целата слава припаѓаат на Христа. Така преку праведното дело на еден дојде врз сите луѓе што? Оправданието кое дава живот. Оправданието кое дава живот или оправданието за живот, според некои преводи, дојде врз кого? Врз
сите луѓе. Што мислите дали ова премногу добра вест за да биде вистината? Премногу добра за да биде вистината. Замислите да им сведочите на вашите неверни, дали роднини, колеги, пријатели. Да им речете, самиот факт што сте се родили, што постоите, што сте израстале, е доказ дека Господ веќе ви дал вечен живот. Само вие треба да го верувате, да го прифатите тој дар. Господ дал, но вие треба да го прифатите. Господ на сите им дал, сите се родиле. Што се родиле? Сите добили, што се родиле, добиле шанса на живот и тоа го должат на Христовата смрт, на Христовото праведно дело. Зашто апостол Јован ни пишува, ви пишувам течниот да знаете дека вие веќе имате живот вечен. Веќе имате живот вечен. Верувате во тоа? Дали ова премногу добро за да биде вистинето? Верувате ли дека имате живот вечен? Или да бидеме верни и послушни за да стекнеме живот вечен? Најчесто така размислуваме. Господ ни дал живот. Во Христа, значи, ние овој живот го должиме на Христа. Секој грешник во светот, овој живот што го има, му го должи на Христа. Но Христос е цел пакет, цел дар. Господ не го дели дарот на парчиња. Па да ни прати едно парче на почеток, па после ако верувате во друго парче, понатаму и така натаму. Господ го дал целиот дар, целиот пакет. Што е проблемот? Што сите не го прифаќаат. Што повеќето луѓе сакаат само дел од пакетот. Си го сакаат само овој интересен живот. И тоа е дел од пакетот. На Господа му го должиме овој живот. Овој живот го живееме сите луѓе, независно дали веруваме или не веруваме, затоа што овој живот не зависи од нашиот избор. Значи, оној дел од пакетот што не зависи од нашиот избор, веќе го имаме. Не прашаме дали сакаме да се родиме. И како ќе се родиме, кога, од какви родители, која раса, пол, јазик, наследство и така натаму. Што мислите, дали оваа Вагнерова теологија, оваа Павлова теологија е премногу добра и за адвентистичките уши? Неодамна овој цитат некој го имав објавено на Facebook 2011 година и имаше неколку коментари, реакции. Например, почна една девојка која што вели дека овој цитат е многу интересен. Меѓутоа, како да не се веруваше. Дали ова навистина се однесува за овие што умреле како бебија? Значи, не се веруваше. Јас потоа и потврдувам од оздола. Да, навистина, сестро, сите тие се спасени, слава на Бога. Се види еден брат што знам дека од Америка, кој што знам дека цел живот е адвентист. И тоа верен конзервативен адвентист. Што напишал од оздола? Значи, ова е една прекрасна мисла. Меѓутоа, бидејќи зборовите не се од признато вдахновение, значи не се од Елена Вајт, не се од пророк кажани, како можеме да бидеме сигурни дека е навистина Господова наука? Гледате, верни адвентисти реагираат на овие зборови на Вагнер што ги прочитавме. Реагираат со недоверба, дури кога се радосни, прекрасни зборови, прекрасна мисла, прекрасна утеха, ама дали е тоа навистина така? Или, барем Елена Вајт да ги кажеше, ќе бевме сигурни дека е така. Ама еден Вагнер да ги кажува. Може ли
бидеме сигурни дека е така. Дали ова вистина? Дали не треба да направите? Мисля дека има коментар на Елен Вајт во основа на ситуација со децата кои што се убиени, која Христос... Иродот, да. Тука има коментар нешто, дека ги спаси. Опа, дори јас читал и православни коментари во врска со нив, дека тие беа првите маченици за Христа. Иако како бебиња се несвесни, значи ниту имале свест за кого умираат и зошто умираат, и кој ги убива и зошто ги убива и така натаму. Значи бебињата во Витлен, кој што лудиот крал Ирод наредил да бидат убиени сите под 2 годишна возраст, со надежда дека во тоа сито ќе биде погубен и малиот Исус. Ама, како што апостол Павле слушнал на патот за Дамаск, не можеш да риташ против бодило. Иако што самиот подоцна, како апостол ќе напише, зашто ништо не можеме против вистината. Можеме се за вистината, а против вистината. Колку и да рипаме, колку и да се бориме против вистината, тоа ќе биде само за наша щета, за наша зима. Но вистината нема да ја наштетиме со тоа. Мислам дека можеме да бидеме сигурни според овие зборови што ги читаме директно од посланието до римјаните, дека оно што Владимир го напиша е вистина. Дека во Христа Исуса дадеме благодат, пакет, живот, вечен живот за целиот свет. Но сите не го прифаќаме тој дар. Се што треба да направиме е да го прифатиме со вера, значи да веруваме дека е тоа навистина така. Отидоти без вера не може. На некоја, ако му кажете нешто што тој го чувствува како радостна вест. Но се додека вели, тоа беше моето искуство. Знаете, јас првата брошура што ја прочитав, првата верска книга во што ја прочитав, беше брошурата на Антон Лоренци, Вечниот Божји закон, 10 заповеди. Ја знаете да брошура. И јас читав 90-та година, таа бех Диме ја подели во 60-ка на пат за матка. Всушност, он ја подели некаде во август 90-та година, јас дури во ноември ја читав. Ети, веднаш не ја читав, ниту јас. Не ја читав веднаш. Многу ми се допадна. Зато што си верна во себе си. Камо ова да беше вистина? Јас како атеист си верна, камо ова да беше? Чува е нешто убаво, нешто радосно, нешто прекрасно, ама не верувам дека е вистина. Замислите колку е битна верата, дури да го сакате тоа. Дури да го сакате тоа, ако не верувате, нема проблем. Ако не верувате, нема ефект. Дури кога го сакате, верата е битна, не чувствата. И дури поверував во јуни 91 и кога ја читав 24-та глава од Матеј, за тоа едно спорува. Сето тоа што претходно го читав, тоа 24-та глава беше прекрасно и убаво. Ама пак, без вера, колку би било убаво ова да е вистина. Да ова стварно било така. Но дори тогаш кога прифатив дека е навистина, дори тогаш кога поверував, тогаш го доживев Светиот Дух, а не пред тоа. Во Христа Исуса ни е даден целиот пакет. Проблемот е што ние, ако сакаме да живееме со гревот и понатаму со стариот наш, сакаме дел од тој пакет. Но
цел, или ако го отврлиме, што отврламе? Го отврламе целиот пакет. Зато ни е даден овој живот. Овој живот, овие мизерни неколку децении, кои што прашање е дали ќе ги доживееме и тие, даден ни се за да направиме избор. Навистина би било убаво сега да живеевме 1000 години. Пример, до 600 години да бидеш млад, млада, после тоа да старе, од 600 до 900 години. За Адама и тој предпотопен живот е мизерен во однос на оно што го загубил. Но како нам изгледа тие 1000 години животен век? Тие 600 години младост? Замислите, кога ќе наполниш 100 години, ќе ти порастат нови заби. И после на секни 100 години, 200 години, нови заби, нови заби. А нов памет, Сите би сакале да живеевме сега толков век. Значи, овој живот, на оваа земја, макар и грешен и смртен, да беше толков како тогаш. Ама не Господ нам да го скрати. Овој живот ни е даден само за да направиме избор. Дали го прифаќаме целиот пакет, вечноста, или ќе го отфрлиме целиот пакет и за жал вечна смрт. Повеле се? Тоа е многу погрешно. Човек го има тоа во него да живее, ама без грев. Точно. Замисли, Адам изгубил едно дете, ти зна колку деца има изгубено. Сите Тоа е трагедии. само мачење, болка и страдење. Трагедии, да. Не е тоа живо, тоа е пекло. Затоа и било милост, благодарам, затоа било милост, што било забрането да пристапуваат како грешници до дрвото на животот. И ова да се надоврзам за Чечкоачо што вика, јас бегов од црква, ама јас не живеам, јас сум сенка од животот. Колко е болно дете да изгубиш. Да, точно. Иако јас тоа не можам да го разберам како родител што го разбира, сепак тоа е факт. И Господ секаде, ја тоа го кажав многу пати на Савка, на Ванчо, на сите родители би го кажал. Господ дозволи тоа да се случи, за да сите бидете спасени. Бидете верни, за да сите бидете спасени. Што ќе беше ако не беше тоа? Што ќе беше? Не можеме да кажеме што ќе беше. Но Господ знае. И Господ сакаше царот Езекија да умре. Ама царот побара не побара 15, но не побара 15, но побара да биде исцелен. Побара да живее, да спаси. Кој од нас не би сакал тоа? Еве и со нашите најмили кои што се болни, за кои што се молиме. Заради грев да сакаме Господ да ги исцели и Мимица и сите постари. Да сакаме да ги исцели, нека биде и сестра Милева. Не значи дека ако е стара дека е зафрлани. Заради грев да сакаме Господ сите тив да ги исцели и да живеат во совршено здрави. Се разбира дека не е. Меѓутоа, неговата волја е совршена, нашата не е. И што ќе биде наше е да бараме, да сакаме, но и да веруваме, да имаме доварба, што и да биде како што е негова волја за спасение на сите, за спасение на цели семејства, за спасение за вечен живот, а не само за тукашни неколку години кои што и тие не ни се гарантирани, воопшто нема гаранција дека утре ќе се разбудиме живи, дека наредната сабота ќе дојдеме тука.